Почна судскиот процес против поранешниот американски претседател Трамп. Тој во федералната судница во Мајами се изјасни за невин по обвиненијата за лошо постапување со доверливите документи кои беа пронајдени во неговиот дом. Детали за целиот случај барам од Мартин Николовски од Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, зашто е обвинет Трамп? Добро вечер од Вашингтон. Трамп денеска го слави својот 77-ми роден ден, но вчера републиканскиот фаворит за председател во Федералната судница во Мајами на обвинителната клупа се изјасни за невин по обвиненијата на Федералната голема порота во Мајами за 37 кривични точки. Трамп се соочува со обвинение по 31 основа за намерно задржување на документи за национална безбедност, едно обвинение за заговор за попречување на правдата, 4 точки поврзани со прикривање документи и едно обвинение за давање лажни изјави и представување. Во обвинението, меѓу другото, се наведува снимка што ја поседуваат обвинителите, во која Трамп опишува документ што го зел од Белата куќа поврзан со доверливо воено планирање. На снимката тој признава дека документот е доверлив и вели дека иако можел да ја декласифицира информацијата додека бил председател, тоа никогаш не го направил. Одделот за правда побара големата порота во мај 2022 година да му наложи на Трамп да ги врати сите други доверливи записи. Адвокатите на Трамп подоцна вратија 38 страници на документи означени како доверливи, со што било комплетирано барањето дека сите записи се вратени на владата. Ова тврдење подоцна ќе се покаже како невистинито. Во август минатата година FBI изврши претрес во домот на Трамп во Палм Бич. Тогаш биле запленети уште 13.000 записи, од кои околу 100 имале ознака доверливи. Дури уште повеќе некои имале ознака и строго доверливи, што е класификација за најстрого чуваните тајни на земјата. Доколку се докаже дека е виновен по делото, Трамп може да добие затворска казна. Мартин, каква беше реакцијата на Трамп по излегувањето од судницата? По сослушувањето Трамп застана во популарен кубански ресторан во Мајами за да ги поздрави своите поддржувачи. Од Мајами Трамп се врати во неговото одморалиште во Бедминстер во Њу Џерси, каде го пречека група поддржувачи. Тој обвинението го нарече најлошата и најгрозоморна злоупотреба на моќта, нарекувајќи го актуелниот председател Бајден, цитирам, корумпиран актуелен председател кој сака да го уапси врвниот политички противник под лажно и измислено обвинение. Трамп устанува на тврдењето дека целата работа се сведува на политички мотивирана истрага, што тој ја нарекува лов на вештерки. Адвокатите на Трамп го застапуваат тоа мислење и одбраната ја темелат на тврдењето дека се работи за поголема шема, при што оттаму биле изнесени малку детали. Те исто така тврдат дека истражителите ја прекршиле правната доктрина која ја заштитува приватната комуникација на обвинетите со нивните адвокати. Правните експерти посочуваат дека ќе биде тешко да се докаже обвинението. Во такви случаи обвинетите се очекува да докажат дека се обвинети селективно и произволно, односно дека обвинителите не покренале обвиненија против други во слични околности. И тука вообичаено влегуваат во контекст и анкетите на јавното мислење, кои покажуваат, како последната на Ипсос, дека 47% од американците веруваат дека обвиненијата се политички мотивирани. Инаку за подсетување, Трамп е првиот поранешен председател кој се соочил со вакви федерални обвиненија, кој во исто време е кандидат за следен председател на Соединетите Американски држави. Мартин? Да, тоа беше Мартин Николовски од Гласот на Америка во Вашингтон.